Потврдени се 3 нови случаи на западно-нилска треска, со што бројот на случаи се искачи на 11. 20 пациенти се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести, а еден на клиниката за неврологија. Министерот за здравство Сашо Клековски изјави дека дел од новите случаи немаат историја на патување надвор од државата и се регистрирани во Скопје. Надвор од случаите што се поврзани со Грција, има случаи што се дефинитивно не патувале надвор од земјата и со место на живење се во подачето на Скопско поле, ако можам да кажам. Таму веќе се преземени стандардните мерки. Вчера веќе реков, тоа е дезинфекција на подачето 200 метри околу радиус од 200 метри околу местото на живење на потврдените случаи. И ово го работи Центарот за јавно здравје, значи овоќе не е обврска на општината. Клековски додаде дека досега е регистриран и еден случај во Велес за кој се спроведува дополнителна епидемиолошка анализа со цел да се утврди евентуална поврзаност со останатите случаи. Комисијата за заразни болести ја следи состојбата и ќе одлучи дали ќе бидат преземени дополнителни мерки. Комисијата за заразни болести работи постојано, сега фокусот веќе од предминатата седница префрлен од гостива на векторпреносливите болести и чим ги имаме резултатите од нивните препораки ќе ги направиме. Во моментот се тие што ги соопштив вчера. Директорот на клиниката за инфективни болести Фадил Цана за МИА изјави дека 7 пациенти се хоспитализирани на клиниката, додека здравствената состојба на 76 годишниот пациент од Скопје и понатаму е тешка и тој е на респираторна поддршка. Пациентот е хоспитализиран веќе една недела и не патувал надвор од државата. Тој исто така информираше дека кај сите хоспитализирани пациенти е констатирано вирусно воспаление на мозокот и мозочните обвивки. Симптомите вклучуваат висока температура, силна главоболка, дезориентираност и нарушена свест.